Можам да кажам само една забелешка визави артистите кои што вчера беа масовни, каде што ние што се собиравме, каде нас малку колегите, не знам од кои причини, не беа во тако број, затоа што музичката фела во Македонија е 2000 напрема 100 спрема артистите, значи огромна бројка, можеме да кажеме едно 30% од нашите присуствува вчера, а другите беа отсутни на некој начин. И тоа не е толку важно. Имавме вчера еден убав митинг, каде што на природен начин, на еден убав сончев ден, Господ не даруваше и присуствуваме на една, да кажеме, средба пред владата, каде што никој од министрите, може би не беше побаран од нашите луѓе, водачи на штрајкот вчера, да се сретнат, но тоа е еден знак дека ние сме уметници и имаме свое достојанство, не сме свирачи, а можеме да бидеме и свирачи, обични, како што мене третираат нас. Дека сакаме на културен начин да ги изразиме своите незадоволства. Не знам дали знае премиерот дека од нас уметниците никој не е нити богат, нити е капиталист, нити заработува многу. По мене просечно во Македонија еден рецитал за кој што заработува уметникот е до 200 евра и не е тоа повеќе, сигурно. Ајде да ги имаме 4 или 5 во годината, а не се толку и помалци се до 2-3. И тие се обезвреднети. И замислете сега, еве, директно до премиерот, изјавата, на 200 евра треба да се плати данок 35%, значи 70 евра треба да одат на државата. Дестимулирачки. Апсолутно не се исплаќа да се бавиш со уметност во Македонија. Им порачувам и на министерката и на премиерот дека поголем број на големи луѓе од Македонија, кои што ја граделе макотрпна својата кариера, еден сум од нив и јас, си заминаа дали треба, поред добрите лекари, хирузи и уметниците, да го следат тој чекор. Па кој ќе остане во Македонија? Овдека колегите што седат покрај мене сигурно дека макотрпно ја граделе својата кариера и не заслужуваат вака да бидат третирани во ова наше општество. Ова држава е на сите нас. Мислам дека е време да се отворат портите на владата и да ги примат нашите представници, од председателот и другите, и да разговарат и да се реши, ако се уште има време. Иако видевме на каков начин работи владата и како ги донесуваат законите. Нити имаше дискусија, нити предлози, нити да се чуе јавното мислење. Кратко преко ноќ, само усвоени законски нормативи кои што секако ние треба да ги почитуваме. Волку високи давачки за хонорари, јас не паметам до сега. Биле, може би до 15-13%, но вака не. И гарантирам дека нити во блиското соседство, нити во Европа, нити во целиот свет не се на овакво ниво.